Почитувани вечерва разговараме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, добро вечер. Граѓаните сметаат дека вие како министер најдобро ја вршите својата работа. Тоа го покажаа резултатите од последната анкета на Меѓународниот републикански институт. Сте размислували ли предходно дека сте министер со највисок рейтинг во владата? Очекувано ли беше и дали довербата од граѓаните се должи на резултати? Благодарам прво на поканата за ова интервју. Секако дека добро кога ќе чуете оценка за својата работа. Дали е тоа преку некаква анкета која што е спроведена, дали е преку релевантни меѓународни институции кои што ја ценат работата, и тоа е практично резултат на целиот мој тим. Не е само мој личен, јас точно е дека раководам, менаџирам, ги водам сите тие луѓе, меѓутоа е важно да имате тим кој што пред се е посветен во работата, кој што има визија за тоа што треба да се направи, кој што секојдневно е со граѓаните, со проблемите на граѓаните, и важната компонента секако дека е транспарентноста во целото ова работење. Така да и ова анкета од Меѓународни републикански институт покажа каква е перцепцијата, што сметаат граѓаните за работата на Министерството, мојата лична работа. Секако дека тоа ми причинува задоволство, и сето тоа е во функција на една мотивација. Што е можно повеќе да бидеме мотивирани сите ние, да ги оствариме сите зацртани цели кои што ги имаме, да ги подобриме состојбите, условите за работа, да ја подигнеме безбедноста на едно повисоко ниво, да се враќа довербата кај граѓаните во полицијата. И тоа беа цели кои што ние си ги поставивме на почетокот на мојот мандат. Така да, јас би рекол дека искрен пристап, честност во работењето, одговорност, посветеност во работата, секогаш дават резултати, и заклучокот е многу едноставен од анкетата. Тоа значи дека сето тоа што го правите, ако го споделувате со јавноста, и сите бенефити кои што доаѓаат од таа работа, граѓаните знаат да ги ценат. МВР е министерство со целосна реализација на капиталните инвестиции во 2022 година, рече деновиве на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски. Колку објекти целосно се реконструирани минатата година и колку средства се инвестирани за подобрување на условите во кои што работат одделите на МВР? Една од целите на раководството на Министерството за внатрешни работи беше да ја вратиме довербата кај граѓаните во институцијата. За да тоа го постигнеме, вие мора да направите се за да создадеме и добри услови за работа на полициските службеници од една страна. Второ, да создадете добри услови за остварување на правата на граѓаните. Бидејќи тоа е една синергија која што заеднички само може да ги даде резултати. И токму заради тоа ги определувавме и стратешките правци, цели по кои што ние ќе се движиме. Знаете дека работата во Министерството за внатрешни работи под моја водство започнаме под едно мото МВР за граѓаните, и до денеска и понатаму ќе продолжиме под тоа мото, затоа што сметаме дека полицијата како институција мора да се представи како институција за граѓаните. И ништо помалку, ништо повеќе од тоа. И во тој дел се токму и капиталните инвестиции кои што ги спроведувавме сите изминати години. Јас сакам да кажам да како информација за граѓаните, буџетот на Министерството за внатрешни работи во континуитет е ист со буџетот кој што бил и до 2017 година. 2023 година е прва година во кој што буџетот на Министерството за внатрешни работи се зголемува за 6%. И во услови на енергетска, на економска криза и така натаму, мислам дека аргументите кои што ние како министерство ги изнесовме и пред Министерството за финансии, и пред владата,
зошто се потребни зголемување на финансиски средства во Министерството беа прифатени и практично оваа година имаме зголемување од 6%. Зошто ова го кажувам? Го кажувам за да ја воочиме разликата, за да граѓаните ја воочат разликата. Моето превземање со раководење на Министерството за внатрешни работи значеше истиот ден и превземање на 40 милиони евра доспеан долг во Министерството, без ниту еден капитален проект, инфраструктурен, реновиран, без опрема за полициски службеници, униформи и сето останато кое што беше со години наназад, со енормни судски спорови за неисплаќање на бонус плати и низа на други проблеми кои што ги имаме. Сега имаме состојба во која што со истите пари ги вративме сите долгови од 40 милиони евра, реконструиравме вкупно 78 објекти на македонската полиција, создавајќи добри услови за работа и за полициските службеници и за остварување на правата на граѓаните. И тие објекти се реконструирани, обновени, согласно принципите кои што ги воспоставува владата. А тоа се да бидат енергетски ефикасни, да бидат градени со материјали кои што ќе чуваат животната средина, да примениме системи за затоплување и ладење, кои што исто така ќе влијат на заштита на животната средина. Сето тоа во пакет да донесе бенефити за Министерството за внатрешни работи. Покрај остварувањето на овие цели, ние практично имаме и намалување на трошоци. При тоа се набавени униформи за сите единици на Министерството за внатрешни работи, некаде и по неколку пати, купена нова опрема, имаме изградено 2 објекти целосно нови, тоа е ИКТ центарот во Прилеп со целосна нова информатичка инфраструктура. За многу кратко време ќе биде пуштен во употреба и новиот објект, тоа е форензичкиот центар кој што го изградивме во Скопје и ќе прерасне во навистина сериозен форензички центар кој што ќе може да работи и за истрагите во државата, меѓутоа ќе биде сертифициран да може да прави истраги и за надвор. Тоа се се бенефити кои што ги добиваат граѓаните на Република Северна Македонија, а со тоа и ние. И токму заради тоа се препознаваат сите овие активности кои што ги имаме и затоа и меѓународниот индекс за мир, кој што е релевантна институција која што ги гледа сите информации и податоци, не рангира на 36-то место во како земја која што е најбезбедна на Балканот, затоа што довербата на полицијата е енормно висока. Имаме скок во транспарентноста, значи 2016 година 59% била активната транспарентност на Министерството, сега имаме скок на 91,7%. Јас ги имаме од колегите подготвено вакви слайдови и ги покажувам често заради тоа што сметам дека добро е граѓаните да бидат запознаени со сите овие активности кои што ги имаме и како резултат на сето тоа имаме бенефит кој што значи заштеда на енергија. Ова е направена како заштеда од минатата година и оваа година, значи кои се разликите заради вложувањата кои што ги имаме. Минатата година сме имале 15 милиони 900 195 киловат-часови потрошена енергија. Ова година имаме 13 милиони 168 749 киловат-часови. Или остварена заштеда имаме околу 2 милиони 731 446 киловат-часови на енергија. Тоа се вложувањата кои што сме ги направиле
вложување во возила, преку наши проекти, преку проекти на Европската Унија, преку партнери наши, секоја година реализација на еден партнерски проект со Републичкиот совез за безбедност на сообраќајот на патиштата и низа на други активности. Ако кажам дека 2017 година одделот за воздухопловни работи имаше само еден способен воздухопловен објект кој што можеше да ги извршува своите задачи, денеска имаме единица за воздухопловни активности на Министерството за внатрешни работи со ставени во функција сите воздухоплови, од кои што еден е осовремен и оспособен и за гаснење на пожари. Значи, и во тој дел влегуваме. Така да, сите овие проекти кои што ги реализираме во изминатите години, се проекти кои што се за доброто на државата, проекти кои што ја градат довербата во институцијата, проекти кои што создаваат активна транспарентност, проекти кои што ја зголемуваат безбедноста на граѓаните и тоа е практично целта која што ние сакаме да ја постигнеме. Изминатиот период имаше голем број на лажни пријави за поставени експлозивни направи во образовни установи, државни институции и слично. Има ли досега индиции дека може да биде нарушена безбедносната состојба во државата? Во овој момент безбедносната ситуација е стабилна, мирна, немаме индиции за посериозни нарушувања, дека може да не се случат. И тоа ако ме прашате дали има предизвици кои што може да доведат до нарушување на безбедносната состојба, има. И тие се не само на национално ниво, на регионален контекст или на глобален контекст. Тоа значи дека воената агресија на Русија врз Украина е потенцијална опасност за сите нас што се наоѓаме на европското тло. Економската криза исто така е потенцијална опасност од нарушување на безбедноста. Енергетска криза која што ние, иако морам да кажам дека и економската и енергетската криза, оваа влада покажа сериозен капацитет за менаџирање. И на тој начин индиректно се помага и во делот на безбедност. Затоа што било која од тие кризи создава незадоволство. Тоа незадоволство може да предизвика директен импакт врз безбедноста во државата, преку разни блокади, протести и така натаму, низа на активности кои што во целиот изминат период успешно се менаџираат и тоа треба да се истакне заради тоа што предвидувањата на почетокот на грејнава сезона беа дека ќе имаме недостаток на енергија, ќе имаме рестрикции на електричната енергија, ќе имаме недостаток на газ и за граѓаните на Скопје беше актуелно дека нема да има топлинска енергија за загревање на домовите. И ова не беше само констатација, да речеме, на опозицијата, која по дефолт секојаш дава мрачни и црни сценарија. Таму гледате, имавме и професори кои што се занимаваат, би рекол, сериозно со наука, и тоа сега се доведува во прашање сериозноста, заради тоа што денеска имате на средина од оваа зима состојба во која што ние не сме имале покачување на електрична енергија, не сме имале рестрикција на електрична енергија, целосно обезбедена топлинска енергија, сите енергенси кои што ги имаме, добро менаџирана економска криза со поддршка на најранливите категории, така да во тој дел навистина директно се помагаше на економијата, на бизнисот, на снабдување со енергенси, индиректно се помогна и во одржувањето на безбедносната состојба. Така да, вториот сегмент, тоа се една од, би рекол, безбедносните ризици или предизвици кои што ни стојат пред нас, тоа се сајбер безбедноста, сајбер нападите, сајбер заканите. И тука имавме навистина со сајбер закани цело време, со поставени бомби низ училишта и други јавни објекти, кои што практично
создаваат страв, несигурност кај населението. И тоа е и целта на ваквите кривични дела, кои што по дефиниција се веќе транснационални. Зошто се транснационални? Заради тоа што електронските комуникации овозможуваат состојба во која што тој криминал не познава граници, не познава држави, не познава нации, постојат многу софистицирани решенија кои што можат да создадат една преголема штета која што можеби и конвенционалните напади не би ја предизвикале во период. Така да, ова е состојба во која што сите ние максимално можеме да си допринесеме заеднички да ја сочуваме стабилноста и мирот во државата. Случај што деновиве ја разбранува јавноста е бегството на осудено лице од затворот Идризово. Во меѓувреме одреден е притвор за командир, затворски полициски службеници, разрешен е директорот на управата за извршување на санкции. Што покажа истрагата на МВР досега во врска со осуденото лице? Таа истрага е отворена. Важно за граѓаните и за гледачите да кажам дека затворската полиција во системот не е во Министерството за внатрешни работи, туку е под Министерството за правда, исто како што и судската полиција нема ништо заедничко со Министерството за внатрешни работи, исто така директно под судската власт, како што и шумската полиција нема ништо заедничко со Министерството за внатрешни работи. Сега ќе рече некој зошто ова го кажувам. Го кажувам заради тоа што ова како факт мора да се знае и од граѓаните, и од медиумите, и од медиумските работници. Ние бевме сведоци на целосна манипулација на јавноста. Сега за причините ја не можам да ги знам, дали се од незнаење или како свесна манипулација, меѓутоа тоа секој треба да си ги каже кои се причините. Дополнително што и опозиционата партија ВМРО ДПМН покажа целосно или непознавање или спремно за целосно манипулирање на јавноста во овој дел. Ова сакам да го кажам како факт кој што треба да го знаат граѓаните. Ние отворивме истрага за целиот овој случај заради тоа што сметаме дека тоа што се случи не само што е недозволено, туку тоа ги руши институциите на системот, ја руши довербата кај граѓаните и затворскиот систем мора да се стави под целосна контрола. Истрагата, реков, е во тек. Ние имаме до сега осумничено 4 лица кои што се вклучени во целиот овој настан. Еден командир на смена и тројца затворски полицајци. За нив се определени мерки на обезбедување, односно притвор, и секако дека тој процес понатаму го води обвинителството. Јас детали не можам да изнесам за целиот тој случај, само ќе кажам дека истрагата се проширува, се собираат нови факти и докази кои што стојат на располагање и дека нема да запре тука каде што сега ја гледа. Тоа значи дека ќе мора да има сериозна одговорност, кривична, и паралелно со тоа мора да има и политичка одговорност таму каде што ќе се утврди дека. Дали борбата против корупцијата ќе биде приоритет на МВР и годинава? Секако дека борбата против криминалот и корупцијата таа е вечна борба. И ако ја разберете како вечна борба, тогаш мора да биде во топ приоритетите. Ние од самиот старт рековме дека ќе започнеме со активности на основа на 3 принципи. Тоа беше целосна професионализација на институцијата, департизација и декриминализација. Како принципи на работење на ова раководство на Министерството за внатрешни работи, а на основа на тие принципи се утврдуваат и стратешките приоритети. Борбата против организираниот криминал и корупција, борбата против тероризмот, борбата против илегалната миграција и трговија со луѓе и сајбер криминалот. Тоа се врвни приоритети на кои што ние сме посветени секоја година. И во тој дел покажуваме дека ако добро стратешки се поставите, ги имате и резултатите. Имаме
пораст на откриени кривични дела за 18% во 2022 за разлика од 2021 година. Исто така имаме намалување на кривични дела за 6% негде на ниво на државата за разлика од минатата година. И за еден од врвните приоритети, тоа е борбата против корупцијата, имаме 50% во 2022 година зголемување на откривачката функција на кривични дела кои што се поврзани со корупцијата визави 2021 година, од кои што имаме 124 коруптивни кривични дела, 164 сторители, и причината штета е некаде околу 227 милиони денари. Најголемиот дел од овие коруптивни активности се во државната и во јавната администрација и во јавните предпријатија. Ние имаме точно селектирано кои структури и како треба да се делува. Ова е прашање веќе на приоритет на целата држава. Многу генерации пред нас имале различни борби, би рекол, во нивниот период на действување, дали е тоа создавањето на државата, создавање на независна Македонија и така натаму. Денес, како ме прашате која е таа борба, која што ние сите заедно треба да направиме како генерација, тоа е остварувањето на тие стратешки интереси, едни од го остваривме членството во НАТО, Европската унија и борбата против криминалот и корупцијата. Заради тоа што криминалот и корупцијата жестоко ја подкопува државата, криминалот и корупцијата ги јаде новите проекти, наместо да се соберат парите во буџетот и да реализираме проекти тоа што ни се потребни, ги подкопува институциите на системот, ако сакате ги јадат и работните места. Затоа е многу важно сите заедно да се вклучиме во оваа битка на еден широк фронт. И ова го кажувам заради тоа што е многу важно да се подигне јавната свест, за да луѓето пријавуваат и да не бидат соучесници во коруптивни действија, а додека силата на вас, медиумите, е неколкократно поголема заради тоа што вие можете преку разни кампањи кои што заеднички ги испроведуваме, сериозно да се влие на јавното мислење во борбата против криминалот и корупција. И на крајот, како ја оценувате 2022 година во однос на сузбивањето на нелегалната трговија со дрога? 2022 година од овој аспект за Министерството за внатрешни работи беше успешна година и не само во делот на сузбивањето на трговијата со дрога, трговијата со оружје, генерално, ако имате податок, јас го кажав дека имаме 6% намалување на вкупниот број на кривични дела и 18% изголемување на ефикасноста, тоа покажува, споредено со 2021, покажува дека активностите кои што се преземаат во континуитет даваат резултати. 2021 година беше година во која што имавме најдобри резултати во последните 30 години од независноста на државата од денеска. Ако во 2022 година има подобри резултати, тоа значи дека сега се тие уште подобри, односно пак се најдобри во последните години. И тоа треба да ни биде целта, и тоа го поставуваме. Еве сега би рекол првите денови од јануари, покрај многуте празници, имаме време да се посветиме самите на себе си како институција. И скоро секојдневно имаме координативни средби со колегите на кои што ние практично ги анализираме овие состојби и веќе ги задаваме кои ни се стратешките приоритети за наредната година, односно за тековната сега 2023 година. И навистина борбата против трговијата со дрога, со оружје ќе биде една од врвните. Оваа година имаме, еве ги податоците, 2,4 тони дрога запленета во вкупна вредност некаде на 6 милиони евра. Најголемиот дел од заплените се на марихуана, меѓутоа имаме и хашиш, имаме и кокаин, има и хероин, има и амфетамини и околу 20 тони прекурсори за производство на синтетичка
дрога. Пред 2,5 месеци некаде имаме уништено најголема количина од 90-та година до денеска на дрога, тоа е некаде 10,3 тони наркотична дрога. Сега ја подготвуваме и таа втора транша. Имаме при тоа спречено неколку меѓународни транспорти на дрога, по меѓународни канали кои што поминуваат од соседството. Исто така во борбата против трговијата со оружје. Сето тоа останува приоритети во наредниот период, за да овие криминални структури кои што се занимаваат со разни видови на криминалитети бидат изведени пред лицето на правдата. Ако ме прашате и во делот на апсења на лица по потерници, ќе видите дека извонредни резултати, многократно зголемени за разлика од тоа што било во изминатиот период. Меѓутоа, затоа треба да се консолидира целиот систем. Судскиот систем, јавно-обвинителскиот, затворскиот систем и така натаму, затоа што сите тие представуваат една алка од општественото живење. Министре, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам.